Македонија ќе има економски раст од 1,8% годинава, 2,5% до година и 3% во 2026 година. Ова е проценката на Светска банка во најновиот полугодишен извештај. Главните ризици се енормното зголемување на цените на храната и енергијата, војните конфликти во Украина и на Блискиот Исток, како и лошите перформанси на германската економија, земја која е најголем трговски партнер на земјава. Врз македонското стопанство и тоа како има влијание кризата во производство на автомобили, бидејќи во земјава има голем број на добавувачи за странските автомобилски брендови. 40% од вашиот извоз оди во Германија, така што голем дел од економијата е изложен на една единствена земја која што сега веќе подолг период е во одредена рецесија. Светска банка го поддржува задолжувањето преку кредит од Унгарија, бидејќи бил земен под поволни услови, односно со пониска каматна стапка од опцијата издавање на еврообврзница. Дел од парите ќе се наменат за отплата на еврообврзница која достасува во јануари следната година, дел за стимулирање на потрошувачката, како и за отплата на заостанати обврски. Светска банка алармира поради зголемувањето на јавниот долг до нивото од 63,5% од бруто домашниот производ годинава, главно поради исполнувањето на предизборните ветувања за поголеми плати и пензии. Сепак нотира дека ако пред 7 години јавниот долг бил во умерената зона, сега тоа не е случај. Иако пред 6 до 7 години Северна Македонија беше релативно малку задолжена земја, со релативно стабилни финансии, ова веќе не е случај. Имаше доста голем период на фискален дефицит после пандемијата и нема веројатност дека ќе запре ова дури во 2025 година. Ние проектираме повторно дефицит од околу 5% оваа година. Од земјите од регионот, најголем економски раст годинава според проекциите на Светска банка треба да имаат Косово и Србија од 3,8%, пошто следат Црна со 3,4%, Албанија со 3,3% и Босна и Херцеговина со раст од 2,8%. Како еден од најголемите удари врз земјите од Западен Балкан се истакнува иселувањето, особено на младите. Светска банка нотира дека владите треба повеќе да инвестираат во образование, здравство, подобрување на јавните услуги, како и во борба со корупцијата, за да го намалат интересот за заминување во странство.